Добар ден, вести на Алфа во 14:30. Со 1 час за доцнување почна продолжението на конститутивната седница на која треба да се избере председател на Собранието. Поради превирањата во ДУИ околу високите позиции на Артан Груби и Бујар Османи во новата влада, вчера беше одложен изборот на Талат Џафери за собраниски спикер. Што се случува во моментов, ќе ни каже колегата Градимир Марковски, која следи седницата. Градо, кои се последните информации од Законодавниот дом? Така е, Бојана, веќе околу 2 часа трае продолжението на конститутивната седница на собранието на кое што треба да биде избран и председателот на Законодавниот дом. Знаеме дека зад кандидатурата, односно зад предлогот тоа да биде повторно Талат Џафери застанаа 62 пратеници, со што изборот на Џафери за втор мандат како председател на собранието станува извесен. Единствено е непознато кога тоа точно ќе се случи. Според моите информации беа пријавени за дискусија 30 пратеници, најголем дел од опозицијата, од опозицијската ВМРО-ДПМН, кои што жестоко го критикуваат предлогот Талат Џафери повторно да биде избран за собраниски спикер од повеќе причини. Од една од главните тие го оспоруваат и фактот што пратеничката група на СДСМ се подпишани како дел од оние кои што го предлагаат Џафери за председател на собранието, а во предизборната кампања жестоко ја критикува, дуи велики дека треба да се пресели во опозиција и обвинува за криминал и корупција. Запраша дел од пратениците во која ситуација бил соодветен ставот на социјалдемократите, односно опозицијата запраша кога социјалдемократите ја говореле вистината, кога во предизборието ја праќаа дуи во опозиција или сега кога го поддржуваат Талат Џафери за председател на собранието. Гордана Сиѓановска-Давкова ја оспори кандидатурата на кандидатот за председател на собранието Џафери со фактот што во текот на минатиот мандат било злоупотребувано многу пати европското знаменце. Истото го спомена и Никола Мицевски од ВМРО-ДПМН. Сиѓановска се осврна на фактот дека Џафери веќе 19 години е на функции пратеник, министер, председател на собранието и дека тоа премногу долго и е време да замине од оваа позиција. Сиѓановска го оспоруваше и фактот дека не требал Џафери да председава со оваа седница, туку не стариот пратеник, на што Џафери возврати со свое толкување на собранискиот деловник. Да погледнеме дел од дискусијата на Сиѓановска и Џафери. Зошто е историското подсетување, бидејќи не смееме денеска, се радувам дека вие тоа нема да го дозволите и не се случи овој пат, што е добра околност, грубо да се прекрши деловникот, бидејќи, да подсетам, тогаш требаше да председава најстариот, мислам Манојловски беше, се откажа. Деловникот вели тогаш дека те се оди по старост, а на господинот, инаку професор, интересна работа, Ферит Мухич, не баре крал, му го пренесе правото на председавање на господинот Мисовски. Потенцирам, тоа е спротивно на член 9 од деловникот, што значи дека тоа фрла сенка на вашиот избор. Господинот Џафери е на функции пратеничка, министерска, председател на собрание веќе 19 години. И јас мислам дека тоа е предолго. Затоа сум за лимитирање на мандатите. И сега овој деловник не сум го напишал ја за мои потреби. Јас си го спроведувам. Членот 9 став 2 е јасен, вика со првата седница председава тој што ја свикал седницата. Па не воопшто, сега дискутирате за, се совпаѓа моја кандидатура, па да не се оптеретувам со моја кандидатура, него со принципиелното укажување. Значи, ќе ве замолам,
да си имаме предвид овие работи, работата на собранието ниту почнала со мене или со вас сега или со било кој. Почнал тогаш кога го спомнавте и ќе заврши кога ќе заврши. Така тоа беа дел од дискусиите на Силјановска и Џафери. Предходно Изет Меджити од името на предлагачите, 62 подпишани пратеници, го образложи предлогот Џафери повторно да биде избран за председател на собранието. Во опреќањето Меджити го квалификува како најуспешен председател на законодавниот дом. Токму Изет Меджити изминативе денови беше споменуван како проблематичен, но не во однос на изборот на Џафери, толку туку во однос на она што треба да следува, тоа е изборот на новата влада, седницата која што дополнително треба да биде закажана. Ги знаеме оние пребирања во Дуим помеѓу повеќето крила на партијата во Скопје и незадоволството од кандидирањето на Артан Груби и Бујар Османи за вице-премиери во новата влада. Изет Меджити беше еден од оние кои што најостро се спротивставуваше на тоа. Екипата на Алфа останува во собранието, за во 15 часот е најавена паузата, што значи дека од 16 часот би следувало продолжението и останува да видиме до кога ќе трае оваа собраниска седница на која се очекува Џафери повторно да биде избран за собраниски спикер. Воена. Потребни се 61 глас за Џафери да биде избран за собраниски спикер. Очекуваме да видиме што ќе донесе денот. Ти благодарам, Градимир, за овој исцрпен